Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Лекарите апелираат на одговорно празнување без поголеми групирања и внимателно со храната и пијалоците. Од територијалната противпожарна единица Тетово со апел до граѓаните да внимаваат со електричните уреди на новогодишната ноќ. Во 2022 година повторно да може да се гушнеме. Желбите на учениците од основното училиште Братство Меѓени од Тетово. Втора година поред како прославувањето на новогодишните празници се одвива во услови на пандемија. Но за разлика од лани, овој пат граѓаните новата 2022 година ќе ја дочекаат без поголеми ограничувања. Лекарите пак не отстапуваат од тезата дека и овие празници треба да се дочекаат без поголеми групирања и со почитување на заштитните мерки. Минатогодишната епидемиолошка ситуација за празниците наметна воведување на рестриктивни мерки и забрани за масовни собирања. Прославувањето на новогодишните празници и овој пат ќе помине во услови на пандемија, но за разлика од лани, граѓаните новата 2022 година ќе ја дочекаат со полабави мерки. Но и овој пат лекарите предупредуваат за опасноста од брзото ширење на вирусот и апелираат на почитување на актуелните мерки на заштита, без поголеми групирања. Расте бројот на заразени пациенти, особено се шири бројката меѓу ова население, детското население, децата во основните, во средните училишта, значи и адолесцентите. Може би клиничката слика не е толку страшна, но тие се нашите вектори за пренос и преносот толку брзо оди, рапидно расте бројката, се очекува уште поголема бројка, а ради тоа што имаме и посета на наши иселеници од странство за периодот на новогодишните празници. Не можете вие никако да ги изолирате, значи фамилиите, но може да се апелира, да се зборува што помалку групирање, што помалку прослави, да се ограничи дружењето на помалку луѓе и кога ќе биде тоа дружење да биде во некои простори што се отворени, полуотворени, значи простори каде што може да одржите дистанца, каде што може да си ставите заштитна маска. Специјалистот по семејна медицина, доктор Светлана Трифуновска, потенцира и за важноста на вакцинацијата како најефикасен метод за да го сочуваме сопственото здравје и здравјето на најблиските. Да се потруди населението што поголемо, што помасивна вакцинација, со што ќе се зачува таа, значи, некоја превенција, далеку сме ние од колективен имунитет формирање, но сепак да се направи, да се зголеми можноста за да се намали преносот од тој вирус. Покрај заштитата од COVID-19, како составен дел на одговорното празнување, лекарите го вклучуваат и апелот за умерено консумирање храна и алкохолни пијалаци. Од територијалната противпожарна единица со апел до граѓаните да бидат внимателни со грејните и електричните уреди за време на прославувањето на новогодишната ноќ, со цел избегнување на опасност од пожари. Граѓаните да бидат особено внимателни со електричните уреди и грејните тела за време на прославувањето на новогодишната ноќ и празниците кои следуваат. Ова е апелот од командирот УК Алити од територијалната противпожарна единица Тетово. Апелот е во насока да се избегне опасност од можни пожари и несакани последици. Припадниците на територијалната противпожарна единица ќе бидат мобилизирани 24 часа со цел да излезат пресред на граѓаните доколку за тоа се јави потреба. Се очекува луѓето да прославуваат, но наша работа, ние како професионалци, значи ние припадниците на територијалната противпожарна единица Тетово сме мобилизирани и ќе бидеме 24 часа на работа. Значи наша работа е да се грижиме за нашите граѓани, да што поспокојно, помирно и повесело да ги поминуваат овие задни
или крајни, да речем, часови на задниот ден на годината. Но од наша страна би во име на територијалната противпожарна единица Тетово би апелирал до кај нашите граѓани да ова ноќ помине мирно, да внимават како се понашат, значи со грејните тела, значи да ги контролират дома, биејќи се знае сега сме у грејна сезона, значи у зимски период, и би им посакал све најдобро на сите наши граѓани од општина Тетово и 5 други рурални општини, но и пошироко, значи да поминеме све како што треба и најдобро. Командирот Алити ја оцени годината која изминува како тешка. Сме имали многу тешки интервенции, каде сме ги поминале, значи ова бројка, но ова бројка, значи нас како пожарникари не загрижува, биејќи голема е бројката на појавување на пожари и други работи каде што сме интервенирали ние. Но највише не загрижува фактот што задните денови ние нон-стоп апелираме да ги исчистат оџаците, бидејќи тоа е ние како болест, значи слаба точка за нашите граѓани, каде што од еден неисчистен оџак, значи избувнува пожар. Имаме пример ова задњата недела, значи каде што на 3 објекти од неисчистен оџак се појавува пожар и доаѓа до опажарување на целиот објект, значи на куќата. Значи, таков случај сме имали во село Шемшово на 28, на 30 сме имали у Брвеница, значи секој ден скоро да имаме такви случаи од неисчистени оџаци, но би апелирали до кај нашите граѓани кои живеат во колективните згради или па у висококатниците, каде што употребуваат како грејно тело, употребуваат и за грејење дрва, значи оџаците да се исчистат, а пред се би апелирал до кај кушните совети да преземат посериозни мерки за нашите граѓани да бидат што побезбедни, да не се појавува некој пожар од неисчистен оџак. Во 2021 година биле регистрирани над 600 интервенции, што е зголемување во однос на претходните години. Здравствена криза заради пандемијата и економска криза како последица од истата. Тетовци речиси едногласни кога ги прашавме по што ќе ја паметат годината што изминува. Иако не беа расположени за пред камера, дел од граѓаните на Тетово споделија со нас по што ќе ја паметат годината која изминува. За жал претежно по лоши работи. Здравствената криза заради пандемијата со коронавирусот и тешката состојба во финансиска смисла е она што според нив ја одбележало 2021. По што ќе ја паметите 2021? Ја лично не поубаво, да ви кажам право. Еве короната, проблем од секоја страна. Финансиски не се жалам, мито не беше баш нај. Што знам, по убави работи, ми се роди внука и што знам, многу убави работи имав. По што ќе ја паметите, што ќе ви остане во сеќавање? Па добро беше, да речеме дека добро беше. Подобро од 2020-та? Да речеме дека подобро беше. По све најлошо. Прво короната, па после политиката. Корона? 2021 по криза. Каква криза? Економска, секаква. Денеска е последниот ден од 2021. Година во која повторно актуелна беше ситуацијата со коронавирусот и последиците од истата. Последниот ден од 2021 граѓаните во Гостивар го искористија за финални подготовки за дочекот на новата година. Најголемиот дел од оние со кои поразговаравме рекоа дека вечерта ќе ја поминат во домашна атмосфера со најблиските.
Раздвижено и во предпразнична атмосфера поминува во Гостивар последниот ден од 2021 година. За разлика од лани, многу повеќе печалбари решија да ги минат празниците во родниот крај. Најголема фреквенција на луѓе и возила има во централното градско подрачје, кое годинава, иако скромно, сепак е украсено во духот на новогодишните славја. Граѓаните ги прават финалните подготовки за дочекот на новата година. Најголемиот дел од оние со кои поразговаравме, рекоа дека вечерта ќе ја поминат во домашна атмосфера со најблиските. Причината зошто одбираат помирна домашна прослава отколку кафеанска се врзани со пандемијата и финансиите. Прославите новата година? Па со фамилијата дома. Каде ќе одиме? И сега имат болести тие вама да се чувам мало и така. А каква беше за вас 2021? Па како ќе биде? Катастрофа. Зошто? Па болести, протоколи, ово, сиромаштија. Тоа е све. Што посакувате во новата година? Па посакувам да бидат подобро, мислим, ами се надевам да бидат подобро. Али пак не зависи од нас, и од политичарите зависат. Иначе, ако не, економијата не чини кај нас многу лошо е. И за младите. Тие што завршија факултет, школу, сите бегат. Сите. Ја еден сен имам, заврши факултет, сега ќе оди Германија, тој без работа. Каде ќе ја прославите новата година? Па моментално сега, како да кажам, уште не сме, планираме вечерва или утре ќе или некој ресторант, зависи каде каква музика ќе биде тоа. Или домашни амбиент. Значи со семејството и пријатели? Да. А каква беше оваа 2021 година за вас според? Па за нас тука, како да кажем, не сме биле во Швајцарска. Во Швајцарска ја не сум ни осетил никако е, ништо е работа, дома, ни пандемија, ни ово. Стварно малку криза сме имали со маските, со ово. Вакцините ги имаме, тоа. Кои ви се желбите за новата година? Само пандемијата да заврши ово. Другото све ќе дојде. Само ова забрана да заврши, да бидеме слободни, не да се маскираме вака, да не се познаеме еден со други, да се плашиме, да се загрлиме. Како ќе ја прославите новата Па година? добро, добро. Мислим со жена, али као свака година што е. А дојдени сте Од Швајцарска, да. Гостивар. Каква е атмосферата пред новогодишната? Па добро овде, али мало треба чисточа нема. Тоа е најболje. Овде нема чисточа и нема паркинг во Гостивар. Тоа е најпроблем што видим ја. Друго не знам. По што ќе ја паметите 2021 година? За корона. Корона е било превише луѓе што се умрели и тоа е. Тоа е тоа. А кои ви се желбите за новата година? Па желба е економија да биде добра, да има народ леп, да се промени мало Македонија, да биде, например, добро политичари. Тоа е. Тоа е тоа. И по што ќе ја паметите 2021? Каква беше? Сега што му реков, ја за мене е добро. Реков дека младината да остане овдека, да не оди надвор. Сега дошле овие печалбарите, тие до 2 недели ќе си одат. И после останаме само ние старите овде. Кои се желбите за новата година? Е тоа ти рек, што ти рек. Младите да останат, работно место да најдат, овие што се овдека, тоа е. Друго, не знам. Никако дома. Зошто? Па зашто има корона, сега е страшно. Дома, фамилиарно, со малите. Тоа. Каква беше годината за вас 2021? Па тешко за малите. Големите поприлагодливо, за малите тешко. Зошто дома. беше тешко за децата? Па дома. Многу отсуствува од школа, од активности, од дружба. Им не достигаше. Многу. Кои се желбите за 2022? Здравје. Најважно од све здравје. А зашто сакате дома да славите или заради пандемијата уште се плашите да не? И пандемијата, и со малите да си бидеме. Сите сме од друштвото фамилиарно со мали деца, така да и сите така ќе бидат. Па дома. Зошто останувате дома? Па зашто немаме можност за надвор, многу е скапо. Не стигнува ли? Не стигнува, да.
А по што вие ќе ја паметите 2021? Па, Поарно или по-лошо? по-лошо. Кои ви се желбите за следната година? Па да биде подобро, да се има здравје, тоа, работа да се има. Во очи новогодишната ноќ и останатите празнични денови, лекарите излегоа со препорака за умерено конзумирање храна и алкохолни пијалоци, за да се избегнат алкохолни труења, инциденти и сообраќајки. Особено внимателни да бидат хронично болните и редовно да ја земаат пропишаната терапија. Полицијата пак советуваше оние кои ќе отсуствуваат од домовите да се воздржат од ставање фотографии по социјалните мрежи, оти тоа практично значи помош за кратците. Апелот е и да не се користат петарди и друга пиротехника кои може да предизвикаат опасни последици. Повторно да се гушкаме во 2022 година. Ова е најголемата жилба на најмладите во Тетово. Учениците од третите оделенија од Основното училиште Братство Миѓени со нас поделија по што ќе ја паметат 2021, а што посакуваат за новата година. Да не носиме маски и да можеме да се гушкаме. Дечињата се едногласни во нивните жилби за новата 2022 година. Умни, ведри и расположени за разговор беа учениците од третите оделенија од Основното училиште Братство во Тетово. Оделението на наставничката Даниела Апостоловска, 3-4, беше преполовено по број. Од 30 ученици присуствуваа половина, бидејќи останатите за жал се болни. Но нивните соученици им упатија срдечен поздрав на другарчињата дома, посакувајќи им среќна нова 2022 година. Секогаш креативни и вредни, учениците на наставничката Даниела изработуваа ликови на Дедо Мраз од волница. Новогодишната атмосфера во училницата е подкрепена и со украсена елка и сијалички, преку кои децата уживаат во наговестувањето на новата година и на училиште. Велат дека 2021 година, освен по коронавирусот кој на сите ни ги промени животите, ќе ја паметат и по убави моменти кои ги доживеале на училиште, а за следната 2022 посакуваат крај на пандемијата, а и по некое домашно милениче. Јас се викам Марија Савич од 3-4 оделение. По што ја паметиш 2021? Јас го паметим 2021 година по прочитаните лектири со наставничката. А што посакуваш за 2022? Јас посакувам за 2022 година маче. Јас сум Давид Стојчевски, јас сум трето оделение. По што ќе ја паметиш, кажи ми, 2021 година? Јас 2021 година чега помнам подека дојдов во ново училиште, по прекрасната наша учителка и дека помнав нови другари и дека имав прекрасно лето. А што очекуваш за 2022? Што посакуваш? Кои се твоите желби? Јас посакувам да стекнам повеќе знаење. Јас се викам Лаура Хасани и јас сум трето оделение. Кажи ми по што ќе ја паметиш 2021? Ја ќе го паметим 2001 моите другарчиња и забавите часови со наставничката. А што посакуваш за следната 2022? Ја посакувам 2002 да имам маче. Јас се викам Дамјан и се презивам Смилевски. Кој оделение си? Јас сум трето 4 оделение. Кажи ми по што ќе ја паметиш 2021? Јас 2021 година ќе ја паметам по по добрите другари, по интересните моменти и по добрите другари. Добро, кажи ми што посакуваш за 2022 година? Јас за 2022 година посакувам пак сите да сме заедно и да другаруваме до 2030. И да не носите маски пред Да. Јас се викам Теодора Цветковска и сум трето 4 оделение. По што ќе ја паметиш оваа година што поминува? Јас оваа година ќе ја памтам по друштвото и по забавните часови со наставничката. А што посакуваш за следната 2020? За следната 2022 година јас сакам сет за по ликовно затоа што обожам да сликам. Јас се викам Неда Перинска, учам во
одделението 3-4 наставничката Даниела Апостоловска. По што ќе ја паметиш 2020? 2021 година ќе ја паметам по дека не сме веќе повеќе во групи, туку сме сите заедно со другарчињата. А што посакуваш за 2022? За 2022 година посакувам да бидеме сите заедно и да не носиме маски. Јас се викам Јоана Апостоловска. Во кој одделение учиш? Јас сум 3-4 одделение од кај наставничката Даниела. Кажи ми по што ќе ја паметиш 2021? Јас 2021 година ќе ја паметам со тоа што другарувавме со моите најдобри другари и со тоа што имавме добри акции. Кажи ми што посакуваш за 2022? Јас за 2022 година посакувам, јас имам две желби. Првата желба ми е да имам мало кученце, а втората желба ми е да кога ќе одиме на училиште да бидеме без маски како минатата година. Јас се викам Антонија Димовска. Јас сум трето одделение наставничка Даниела Апостоловска. По што ќе ја паметиш ти 2021? 2021 година ќе паметам по дружбите со моите другарчиња. А што посакуваш за 2022? Јас за 2021 година ќе паметам ќе посакувам папагал. Маските им ги кријат насмевките на лицата, но очите им се смеат. Во одделението на наставничката Љубица Трпеска 3-5, учениците видно возбудени што пристигнала телевизиска екипа во нивното училиште, сакаа да ги споделат со нас желбите за нова година. Тажни се што 2021 ќе паметат по рестрикциите заради коронавирусот, но се надеваат на подобра 2022 година. Меѓу другото, посакуваат сите да се повеќе екосвесни и да го одржуваат местото на живење чисто. Јас сум трето одделение, се викам Марија Јовановска. Ќе ми кажеш по што ја запомни 2021? Што ќе ти остане во сетивата? Јас ке памтам короната дека бевме поделени во групи и не смеевме да се друживме, бевме поедни седевме, не бевме заедно по 2, по 3 или по 4. Тажни бевте заради тоа? Да, многу. Што очекуваш во 2022? Мислиш дека тоа ќе се промени? Јас сакам да бидат сите срекни, здрави, живи и да имат срекна, убава нова година 2022. Јас сум Матија Богоевски, трето одделение. По што ќе ја паметиш 2020? Дека бевме по 2 групи и седевме сите по еден, не можевме сите да се дружиме и не можевме да кажуваме домашни задачи и тешко ти беше што беше така? Да, а сега сме во една група и можеме се да правиме, само освен да се гушкаме, да бидејќи имаме уште маски и седиме по двајца и смееме да кажуваме домашни задачи и не сакаме да фрваме во езера тоа џубрење. Што сакаш да домраз за 2022 да ти донесе? Па ништо. Ништо не ичам. А што посакуваш општо? Каква да биде 2022? Да нема да пројде коронава и да биде побаво и да биде планетава Земја све почиста и да пројде короната. Јас сум трето одделение, се викам Марија Дмитриевска. По што ќе ја паметиш 2021? Ја памтам со тоа што бевме по 2 групи, не бевме по една и седевме по едно дете на една клупа и не можевме да се гушкаме и не можевме да седиме заедно. А што посакуваш за 2022? Да ја снема короната, да биде почист градот и
да може да се гушкаме, да може пак да бидеме сите заедно. Јас се викам Ана и се презвам Србиноска, трето деление. По што ќе ја паметиш 2020? Дека имаше корона и дека не можевме да излагаме. А што сакаш за 2022 да ти донесе Дедо Мраз? Да помине короната и да ни донесе Дедо Мраз поклон. Што сакаш поклон да ти донесе? Си замислила веќе? Сакам книги. Јас сум Мица Симоновски. Трето оделение, трето 5. По што ја паметиш 2021 и ти како другарчињата по пандемијата и маските? Да, по пандемијата и маските. Што ти пречеш? Ми пречеше тоа што има корона, што не смееше да се гушкаме. А што сакаш за 2022? Кои се твоите желби? Моите желби се Дедо Мраз да дојде ова година, да заврне снег и да не фрламе доле џубре, туку да фрламе во канта за отпадоци и да има канта за стакло за шише за дрво. Јас сум Андреј Петковски, трето оделение. Што ќе ја паметиш 2021? 2021 ќе ја паметам по короната и пандемијата, дека не успеавме да се гушкаме и дека се надевам Дедо Мраз ќе ми донесе тоа што сакам и дека ќе промине короната во 2022 година. Јас се викам Ема Џаровска. Јас сум трето оделение. По што ќе ја паметиш 2021? Дека од короната смо требале да седиме со маски, не смееме да се гушкаме со другарчињата, треба да седиме по двајца, а не по тројца или по четворица. А што очекуваш од 2022? Што посакуваш? Кои се твоите желби? Јас сакам да има корона, да не се фрља многу отпадоци во улиците и да биде почист градот. И повторно да бидете заедно со другарчиња. Да смееме да се гушкаме, да си играме. Јас се викам Елена Глишич. Кој оделение? Јас сум трето оделение и јас ќе го памтим оваа година со коронава маски. А за другава година јас сакам да немаме више корона и да не фрламе џубре по патови, да не гориме шуми, да не фрламе џубре во реки и да фрламе џубре во кантите за отпадоци. Наставничките и учениците срдечно не поздравија и на заминување сите си посакавме среќна нова 2022 година и многу здравје во истата. Ракометната репрезентација на Македонија со 2 победи над Кувајт ги заврши подготовките во нашиот зимски туристички центар Маврово. Ракометната репрезентација на Македонија го заврши првиот дел од подготовките за настапот на Европското првенство, кои беа реализирани во Маврово. Во овој прв дел од подготовките, нашите ракометари одиграа 2 контролни надпревари против селекцијата на Кувајт, на кои забележаа победи со 31-21 и 22-21. Финалните подготовки продолжуваат од утре во Скопје, каде ќе се одиграат 2 контролни надпревари против Израел, а потоа ќе следува и настапот на континенталниот собир. Сите знаеме дека на Европското првенство има доста квалитетни репрезентации, секоја репрезентација што се нашла таму одигра, самото по себе зборува дека е доста квалитетна. Ние се наоѓаме во една тешка група, нема лесни групи. Играме со едни репрезентации кои добро ги познаваме, сме играли на минатите европски светски првенства со нив. Добро позната група со Данска игравме и во оваа година во квалификациите за ова европско првенство. Амбиции како амбиции, секогаш треба да гледаме да ни се големи и така ќе напредуваме уште подобро.
За нас е сега битно да се спремиме за тој надпревар со Словенија, исто така е битен. Сите три надпревари се битни, но тој со Словенија е прв кој ни доаѓа, добро познат противник и мислам дека ќе биде неизвестен надпревар и се надевам на позитивен резултат. Одиме надпревар по надпревар, имаме уште два надпревари против Израел во Скопје, па потоа ќе правиме завршни подготовки за Словенија и ќе одиме да одиграме најдобро што можеме. Не благодарно да се прогнозира, бидејќи имаме два фаворита во групата Словенија и Данска, ние ќе пробаме да изненадиме. Настапот на Европското првенство во Унгарија ќе биде 6-то поред за нашата ракометна репрезентација или вкупно 7-мо учество на континенталните собири, каде дебитиравме на првенството во Италија во 1998 година. Европското првенство го започнуваме против Словенија на 13 јануари. 2 дена подоцна играме против Црна Гора, додека последниот надпревар од групната фаза е против селекцијата на Данска на 17 јануари. Почитувани, тука е крајот на вестите. Ви посакуваме убава новогодишна вечер и секое добро. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!